затоа што моето дете не знаеше да објасни кога беше помал што му се случува, зошто отсуствува од училиште. Па на тој начин сакав некако да ги спојам тие две фигури заедно и заради моментот што пак ќе речам пациентите со ретки болести, па и нашите пациенти со ХАЕ понекогаш се чувствуваат осамени, им треба некој да разговараат. Па ова е некако како за малите деца што си имаат најчесто замислено другарче и си разговараат. Првата приказна го раскажува моментот на роден ден, кога мојот син доби напад и моравме да ја напуштиме роденденската забава и да одиме во болница за да прими терапија. За среќа, после аплицирањето на терапијата се вративме дома и сите негови другарчиња од игротеката беа во нашиот дом за да ја продолжиме роденденската забава. Втората приказна раскажува еден момент од летен одмор, кога исто заради возбуден или заради патување или крстарење со брод, повторно се појави напад, меѓутоа момчето или мојот син успешно ја прими терапијата и се спремивме и на време го фативме бродот, не го испуштивме тоа крстарење. Меѓутоа, приказната оди многу подалеку и за сите деца, не само за овие со ретко заболување или со ХАЕ, туку ги запознава со одењето во болница, со иглите, со шприцовите. Знаете, нешто за што и родителите и наставниците не разговараат со учениците, а тоа представува огромен страф. Нели, секој бел мантил за едно детенце представува страф, дури од вакцина, нешто што треба да им биде нели објаснето на поубав начин, за жал недостасува во нашиот образовен систем. Мислам дека оваа сликовница, оваа приказна успева да го надмине тоа.